Сметам дека не треба младите да имаат свое поглавје во извештајот на Европска комисија. Младите повисоко на агендите на политичарите и носителите на одлуките во државата. Младите не се една хомогена група. Младите сакаат да придонесат за евроинтеграциите, но како е поефикасно? Да действуваат во една младинска рамка или да ги има во решавањето на секое поглавје? Зошто сметам дека треба младинското прашање биде застапено во сите поглавја е затоа што нема една тема која што не е важна за еднината на младите. Доколку сакаме младите доколку сакаме да се интегрираме во ЕУ, сите прашања се важни за нашата благосостојба, за нашата иднина и за прогресот и развојот на нашата држава. Интеграцијата на вакво поглавје е важна од повеќе причини. Најпрво, тоа би придонело кон афирмирање на младите како релевантни актери во евроинтеграцијските процеси, а и воедно ќе ги препознае како карактеристична група која е важна за развојот на една држава. Кога ќе кажеме млади, обично мислиме на една унифицирана група луѓе, меѓутоа ние не сме толку хомогена група како што не представуваат и младите се навистина различни, со различни гледишта, различни степени на образование, различни интереси и така натаму. Затоа сметам дека е многу тешко да се најде некој НЗС за да може да се стават младинските прашања како посебно поглавје во извештаите за пристапување кон Европската Унија. Дополнително, ова би овозможило меѓународната сцена на еден начин да прави мониторинг на имплементацијата на младинските политики во државата, а воедно и тоа би ги ставило младите повисоко на агендите на политичарите и носителите на одлуките во државата. Малку скептичен кон идејата, иако начално ми се допаѓа, бидејќи сепак младинските прашања се комплексни и покриваат многу општествени области. Од образование до пазар на труд, па дури до надворешна политика во некој случај. Кои се клучните теми кои што доколку има засебно поглавје би требало да бидат фокусирани во извештајот на Европска комисија? Сметам дека и кај нас и во регионот има повеќе прашања што ги мачат младите луѓе, а тоа е дефинитивно младинската невработеност, квалитетот на животниот стандард и одливот на мозоци. Кога зборуваме за млади и младински политики, особено е важно да се напомене дека тие како такви не функционираат изолирано, односно функционираат низ повеќе сектори. Дури може да се каже дека на еден начин се комплементарни на останатите политики, конкретно политиките за вработување, политиките за образование и така натаму и така натаму. Би ги поделил младите во две групи. Тие што се вклучени во образовниот процес и тие што се вклучени во пазарот на трудот. Затоа сметам дека бидејќи нели групата млади опфаќа средношколци, студенти, докторанти, но и луѓе што веќе работат. Затоа сметам дека две клучни прашања за младите се дефинитивно образовниот систем, како и состојбата на пазарот на трудот, односно младинската вработеност или невработеност. Треба да најдеме стратегија и поглавје кое што ќе се труди да им обезбеди можности на младите луѓе да се види преку европската перспектива и преку интегрирањето во Европската Унија, кои ќе бидат поволностите и подобрувањето на животот на младите во Северна Македонија. Но што сметам дека е од особена важност е младите да можат сами да учествуваат во процесите на креирањето на ваквите политики, односно ние што од младинскиот сектор често тврдиме, ништо за нас без нас, па затоа сметам дека младинското учество треба да биде една важна тема не само за Северна Македонија, туку општо за државите од Западен Балкан. И сега што понатаму јас ќе направам како млад човек, односно што ќе направи мојата матична организација Младински сојуз од која што ќе доаѓам, можам да кажам дека дефинитивно ние се трудиме да ги вклучиме младите во процесите преку наши начини, односно се застапуваме гласот на младите да биде чуен од страна на институциите.
На вистина тешко прашање, на кое дефинитивно секој млад човек од старт би си помислил нема начин на кој може да се влијае, но моето професионално искуство во младинскиот сектор ми има покажано дека младинските организации, а особено националните младински совети, можат и како да бидат влијателни во туркање на вакви процеси. Поглавијата во процесот на пристапување кон Европската унија, без разлика дали има едно унифицирано младинско поглавје или пак младите се распределени во повеќе поглавја, служат како добра рамка за ние како земја да го видиме нашиот прогрес и напредок во подобрување на ситуацијата со младите. Бидејќи навистина имаме проблеми, голема младинска невработеност, иселување на младите од земјава, како и неквалитетен образовен систем, затоа рамката секогаш ќе биде тука да не потсетува каде сме и каде може да одиме и како да го направиме тоа. Сега е клучно време кога младите се девастирани, можеби разочарани од Европската унија заради потешкотиите и билатералните сукоби кои ги има во последно време, е да ги увериме младите луѓе дека европскиот пат е единствен пат за иднината на младите луѓе и она што тие навистина го мислат и она тие што навистина го гледаат за во иднина, да гледаме нивниот глас, нивната перцепција и нивната перспектива како во ЕУ и што треба да се направи во младите да стигне до носителите на одлуки и оние кои што го подготвуваат извештајот и оние кои што директно влијаат на политиките за евроинтеграција. Конкретно, Националниот младински совет на Македонија преку своето полноправно членство во Европскиот младински форум може да влијае на политики на европско ниво, а особено драго ни е што Европскиот младински форум застапува за сите млади од Европа, а не само за младите од ЕУ. Затоа како млад човек и активист и како претседател на Сојузот на средношколци, ќе продолжам да се залагам за поквалитетен образовен систем, бидејќи токму тој директно ќе влијае за поквалитетен живот на младите. Во рамка или во секое поглавје, сеедно, младите се сложни дека нивните политики се важни и никој не смее да ги скокне.